легално и дали сме сигурни дека нема да настане опатување или некаков си десети хибрид и ствари природата ќе се поигра токму со нас, кој си играме ние со неа. Тоа се спорадични случаи за кои што не можам да гарантирам дека не може да се случи. Постои бојазност и сорастанијата, професоре. Постои бојазност за нарушување на биодиверзитет и тоа не го кажавме. Значи, на ваков начин, борејќи се против некои инсекти кои што природно се хранат со пченката и нам ни сметаат затоа што ни го намалуваат приносот, со нив се хранат пеперутки, кои што кога ќе ги истребите овие инсектите, ќе исчезне и пеперутката, значи се нарушува биодиверзитетот. Значи и за тоа збориме. Јас немав баш, ќе речам уште еднаш, нема време све, али еве узмуваме, се ќе си кажа. Не сметате дека со тоа фактички самите ние се уништуваме? Сакате ли да ви кажеме на податок? До сега во светот се истребени 3.500 раси на домашни животни. Пред истребување е црната каракачанска овца во Македонија и бушата. Знаете зошто? Затоа што фармерот, овчарот не ќе да одгледува каракачанка, оти му е непродуктивна. Не му се исплати затоа што крзното е црно, неквалитетно, не може да го продае. Месо дава малце, млеко сосема во некои минорни количини и он вели, јас подобро или ќе се амелиорирам таа со нешто, или ќе се одгледувам од овие расниве, односно од овие племенити, благородни. Така да, ние во Македонија имаме само уште 60 црни овци што ги чуваме и тоа факултетот плаќа за тие за да не исчезнат од земјата, 30 во Куманово и 30 во Тајмиште, чисто нуклеус да се задржи. Бушата исто така е на пат да исчезне, затоа што едноставно луѓето немаат интерес да ја одгледуваат. Тоа може некој кој што има можности, кој што екзистенцијално не е загрозен и ќе си земе една буша органска, ќе си ја чува у својот стакленик. Не, се општо како економски, за жал, знаете сега кој го тера напредокот во цивилизацијата. Знаете, на тајландските фармери кога им понудиле да произведуваат голден райс, златен ориз во кој што имало повеќе каротин. Значи, наместо бели зрна да има портокалови зрна, затоа што човештвото се соочува со дефицит на каротин, витамин А. И им рекле, не ми дајте вие мене витамин А, дајте ми витамин Л и витамин М. И ви кажа, не постоја такви, како не бе? Land and money. Дај ми такви витамини да виш ја што ќе си направи. Окей, благодарам. Ајде, да ќе го интересна времето, повели? Фала ви што ми дозволите да поставам прашањето што стварно е некоректно. Вие, извинете што ја посочам, затоа што ни оневозможувате на нас, што цело време слушаме, ве почитуваме, не навлегуваме во дискусија, вие навлегувате во дискусија покрај уште 30 други луѓе. Значи, јас као млад ги испочитував сите за да поставам едно просто прашање, а вие сега може би имате тези размислувања, ама треба да покажете почит и кон другите. Извинете, професоре, моето прашање е, можете да ракопрескате. Вака, на производите што ги имаме на рафтовите, значи, рековте дека доколку имаат над 0,9% дека тие се означени. Треба да се. Да. Која е ознаката на производот со која што јас како обичен граѓанин би знаел дали во тој производ има ГМО храна? Само пишува латиница ГМО. И што повеќе нема никој составот? Како на амбалажата мора да биде тоа ставено. Значи на самата амбалажа. Ако е корнфлек кесичка или кутија, мора на таа да има знак на кој што пишува. На видливо место мора. Има процедура, јас не можам сега точно кокав треба да е, ми се чини околу 2,5 сантима на видливо место, не сме да е соприен и така натаму. Значи тоа е, не постои некој лого кој што се користи за ГМО. Ова, значи, професоре, дали на храна за животни што ја најдевте над 70% е означено ГМО? Значи, не е означено. Над 70%. Повеќе говореше во однос на веројатно, да, меѓутоа ние имаме факт според професорот, значи он направил анализа и нашол над 70% и тој производ, тие два примера кои значи они направи, кој знае што би се случило да направиле на сите
Значи, ние не знаеме, ништо не се обележува. Јас уште еднаш ќе ви кажам, целиот пазар на Европска унија за сточна храна, целиот пазар во сите 27 членки, 28 од Хрватска, 85% е со генетски модифицирана соја пченка. Значи, ви кажам, европјаните, тоа им е стилот. Однос на животните, нема рестрикции. Кај храната, исто така нема правни рестрикции, меѓутоа може да најдете само лецитин во некои производи во минорни количини како емулгатор и соин, како се вика тоа, она што го ставаме соја сос и соја сос. Значи тоа се два производи кои што во Европска унија можете да ги од пченка не е откриено воопшто во сите тие земји корнфлекс, смоки, чипсови направени од пченка во кој што е најдена генетски модифицирана пченка. Јас би сакала да прашам, да го прашам професорот, дали постои можност факултет за земјоделие да, например, почне да се занимава со органско производство? Имате вие во Министерство за земјоделие цел сектор кој што субвенционира. Значи се даваат субвенции за органско производство. И ние имаме насока, студијска програма на факултет која што се вика екоземјоделие и во која што и овој предмет ГМО го слушаат студенти од екоземјоделие за да знаат од прилика некојаш и нешто што не треба да се прави. Едноставно да учат нешто треба. Каде ние имаме органски полиња, значи конкретно што се прави, тоа не интересира. Не што се предава и тоа не е нешто што се битно. Значи оно што е битно, дали постојат такви полиња, дали се огледува. Такви полиња, опитни, експериментални, ако се тоа. Ние такво нешто немаме како факултет. Може да би треба да имаме, и тоа не. Да, значи што сакам да кажам, факултет за земјоделие, Министерство за земјоделие и така натака кажува, значи тој збор земјоделие кажува дека тие установи треба да се занимаваат со земјоделие, значи органско производство. Се друго, генетски лаборатории и така натака, сето тоа, според мене, не спаѓа во едно, да кажем, еден нормален процес на исхрана. Така да, тоа би бил мој... Значи, мојата порака во тој поглед е следна. Нашите надлежни органи се преклопуваат во делот на храната. Значи имаме 4 министерства кои што на еден или друг начин се бават со регулативи врзани за храна. Министерство за здравство се бави со здравствена исправност на храна. Порано дирекцијата за храна беше орган во состав на министерството, сега Шуќер ја направи агенција која што е независна. Министерството за екологија е надлежно за законот за генетски модифицирани организми. Значи, тоа е надлежно за генетски модифицирана храна. Министерство за земјоделие е задолжено за примарно производство. Се она што се произведува на полиња и што треба да дојде како суровина, треба да е надлежност на Министерство за земјоделие. И последното Министерство за економија е надлежно за промет со храна. И во таа, да речам, шума од надлежности, најчесто страда потрошувач. Министерствата во Европска унија, кои што се бават со оваа работа, ги викаат Ministry of Agriculture, Food and Consumer Protection. Значи, тоа е притисокот кој што треба да се изврши, значи сите тие работи да се соберат на едно место и на таков начин нема да ни се случува, чекај да идам да видам здравство дали ми е исправно за јадење, па да видам у земјоделие семето дали ми е исправно. Значи сите тие работи таму кај нив се само на едно место. Благодарам. Пред да ви се заблагодарам за вашето присуство на денешната трибина, односно панел дискусија. Јас само ви навел уште еднаш, но сум ви повторил дека мислам дека ова е веќе по трети пат, дека ние не бевме тука денеска за да наметнуваме нечие мислење во однос на одредени работи, туку нашата цел беше да ја поттикнеме средства, односно да ја отвориме темата за ГМО и затоа имавме гости кои што има одредени, ајде да кажеме на некаков начин негативен поглед во однос на ГМО, имавме гости кои што базирајќи се на одредени факти кажуваше дека ГМО нема штетни последици во на здравјето на луѓето. Конфликти и различни мислења сосема е нормално да се има, но
треба да си да си го задржиме нивото и повторно да не се обидуваме да ги наметуваме нашите мислења. Ова беше отворено, тоа што вие ви дадовме можност на некаков начин да го имате одредени прашања или одредени работи да ги прашате и нашите двајца гости кои што имаме вечерва да ви одговорат на тие прашања или да го имате некои нејасни работи. Така да ви благодарам уште еднашка, мислам дека професор Поповски и доктор Велков заслужувате да аплауз пред да Nada.